Предходниот ден посетата беше со локален водич, а денеска одлучив сам и еве тргнувам на лева страна да видам што се има да се посети во овој парк. Полека стигнав и до зоолошката градина. على طول بطرد انه شيكو مالفت صبيبه Tamo kit kasa. ايه هركز دي كاسا И тука ги забележавте цените и единствено може да се плаќа тука со картичка, бидејќи има машина за билети. Цената за возрастни за влез во зоолошката градина изнесува некаде од 12 до 13 евра. И не ќе беше лошо да се посети зоолошката градина и да се влезе внатре, меѓутоа и зоолошката градина е навистина голема, а и град како Будимпешта изобилува со многу содржини, а нашиот престој тука е само 3 дена и морав оваа прилика за посета на зоолошката да ја оставам за некој нареден пат. На неколку пати фрлив краток поглед од надвор и навистина изгледаше прекрасно. Забележав дека има и циркус во близина, или веднаш после зоолошката градина. Не знам кога и од колку часот работи.
И став sam anonimniот, zato što se verova dоколку му го протриете перото, ќе имате среќа. И можам да кажам дека за мене е среќа што имам можност да патувам и што денеска или овие неколку дена сум во Будимпешта имам можност да уживам во убавините на Будимпешта. Среќа е кога уживате и во малите работи. Треба да правите во животот она што ве прави среќни. Тоа е најбитното. Сите ние немаме исти потреби. Некој сака да чита книги, некој ужива кога ќе го испи утринското кафе, некој ужива кога патува. И на оваа патување тргнав сам. Всушност ќе кажам, не сам. Ова е мало охрабрување за сите оние што сакаат да патуваат, а можеби немаат со кого. Каде и да тргнете, никогаш не сте сами. Секогаш сте со група која што сака да патува, која што ужива токму во оние работи во кои што уживате и вие. Доколку уживате во нешто, правете го тоа. Уживајте во животот. Јас, да речеме како професор по јазици, одлучив да завршам за туристички водич. Ова е само мало истражување, патување, осознавање на големите европски градови. Не плашете се да ја смените вашата професија, да го смените вашето работно место. Не плашете се да патувате. Доколку имате желба за некоја дестинација, сторете го тоа побрзо и уживајте во животот. Ha guidato le battaglie per fermare l'avanzamento dei turchi. Во снимањето на овие видеа се трудам навистина да уживате, меѓутоа и да добиете најреална представа за Будимпешта и во овој момент за овој парк. Мислам да не се искачувам догоре, навистина сум изморен, меѓутоа љубопитноста си го прави своето. Одиме понатаму. Одејќи вака нагоре изморен, си велам самиот на себе да не бев толку упорен и љубопитен, кој знае во животот дали ќе успеев да ги направам сите овие работи. Да, тераса и руфтоп гарден.
баш се изморив од оваа моја прошетка, веќе скоро 4 часа, меѓутоа мора да го видам погледот на Будимпешти од другата страна. И да не се чудиме, не знам ето јас што е ова, меѓутоа некоја нивна атракција или некој споменик, железни столбови. Кога некој знае да работи, знае. И конечно гори погледот од другата страна. По оваа интересна и долга прошетка, одлучив повторно да се вратам во ресторанот во кој што бев претходно на ручек. И како и претходно и сега тргнав по други улици, уште малку да го разгледам градот пред ручек.